Јас ке кажам добро утро веќе на нашата прва гостинка која што ни пристигна во студиото, една прекрасна дама пред се, потоа и доктор Оливера Спасовска, специјалист по клиничка фармација во Аџибадем, Систина. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Добро. Како го започнуваме утрото? Јас многу сакам вас докторите тоа да ве прашам. Јас сум фармацевт. Да, фармацевт. Немам некој посебен ритуал. Станувам околу 6 часот бидејќи имам обврска, домашно милениче и морам да го прошетам, да. А веќе од 7:30 сум на работно место. Немам некој посебен ритуал. Да, си имате убава слободанка на кафе, чај, дали? Еднаш дневно пијам кафе. Аха. Буквално еднаш дневно пијам кафе. Дали сега може да ве послужиме со нешто? Да. Па не благодарам. Добро, со водичка на утро. Сега темата, Оливера, што значи безбедна и сигурна подготовка на хемотерапија. Да. Повелете со разговорот и ќе ве слушаме со внимание. Во моменти кога нашето општество е разбранувано со разни нели афери и теми околу сето ова околу хемотерапиите и онколошките пациенти, денес од болницата Систина пристигнува Оливера Спасовска со долгогодишно работно искуство во клиничката фармација и неудамна беше и гостин на фармацевскиот факултет во Нови Сад со многу богато искуство. Таму пристигнавте и се вративте тука. Како помина таму престојот и што беше целта на посетата на овој факултет? Со деканката на фармацевскиот факултет од Нови Сад се запознавме многу случајно на симпозиум онколошка фармација во Љубљана. Ние двете имаме заедничка пријателка, професорката Павлица од Загреб, која што го држи предметот онколошка фармација на истоимениот факултет. И од тогаш постоеше идејата, деканката сакаше да го пренеса моето искуство како клинички фармацевт на студентите, меѓутоа некако не се погодивме, таа идеја остана така да лебди во воздух. Со моето доаѓање во Аџибадем Систина, кога се слушнавме, она рече: Оливера, сега мислам дека е моментот кога треба навистина да дојдеш, затоа што она беше запознаена веќе дека во клиничката болница Аџибадем Систина подготовката на хемотерапијата ја прават пациентите, а во склоп на предметот онколошка фармација што го имаат на нивниот факултет, она сакаше да го пренесем искуството како тоа функционира, да го слушнат нивните студенти. И токму и предавањето беше насловено, насловот на моето предавање беше безбедна и сигурна подготовка на хемотерапија. Одлично поминавме, му беше многу интересно на студентите и секогаш е задоволство да се работи со помлади колеги. Да. Искуство и за вас, но и за... Да, се надевам дека истото ќе продолжи понатамошните соработки понатаму. Кога сме кај ова навистина важна тема, што значи сигурна и безбедна подготовка на лекови за хемотерапија? Така е. Кога зборуваме за безбедна и сигурна подготовка на хемотерапија, мислиме на процес кој што се состои од повеќе чекори, кои што се строго, внимателно контролирани и регулирани според стандардите JCI. Нашата болница веќе по трет пат оваа година се реакредитираше и по кои што стандарди подготовката на хемотерапија ја прави пациентот. Што значи дека Аџибадем Систина обезбедува точниот лек да дојде до онколошкиот пациент. Како тоа го правиме? Да почнеме од почетокот. Кај нас во Аџибадем Систина приемот и транспортот на цитостатските лекови се прави во затворени кутии, точно означени дека се работи за онколошки лек, дека се високоризични лекови. Се чуваат на посебни места, одвоени од останатите лекови. Просторијата каде што се подготвува хемотерапијата има посебни шкафчиња кои што се нумерирани. Практично ти точно знаеш во кое шкафче се наоѓа онколошкиот лек и на тој начин кај нас се избегната можноста да дојде до грешка при земање на лекот што треба да се подготви. Подготовката се врши во сейфти биолошки кабинети со користење на затворен систем на трансфер на онколошкиот лек. Практично ја минимизираме можноста од појава на контаминацијата на лекот и со употреба на целосна лична заштитна опрема. Што опфаќа тоа? Значи користење на маска, на капа, на 2 пара ракавици, на стерилен мантил за употреба.
Вие сте како во вселенска станица. Баш така како во вселенска станица, што значи дека џибадем систина не ја осигурува само безбедноста на онколошкиот пациент, туку се грижи и за безбедноста на персоналот кој што ракува со овие лекови кои што се карактеризираат со мутагеност, тератогеност, цитотоксичност, значи кај нас сето тоа можноста за контаминација на вистина е сведена на минимум. И она што го морам да го потенцирам е што е многу важно да го знаат нашите пациенти, дека ние имаме двојна контрола при подготовката на хемотерапијата. Значи мора да обезбедиме фармацевтот дека дозата што ја припишал лекарот е таа во подготовката и лекот кој што е пропишан од страна на лекарот е на вистина тој искористен. Значи ние сме првата контрола како фармацевти, а медицинската сестра е втората контрола. Многу ме радува што имате заштита при ризик во работењето. Тоа не е и втората тема таму некаде пред крај на емисијата. Многу е важно да се заштитени и работниците. Тоа е тоа што го гарантира систина. Практично кога работиш по стандарди, JCI стандарди, неминовно е. Кога се почитуваат тие стандарди, неминовна е безбедноста и сигурноста и за персоналот што работи таму и за пациентите. Така, кога веќе има таа двојна контрола, што значи ова за самиот пациент кога знае дека лековите што ги примаат, наспрема тоа што е сериозно болен пациентот, знае дека е подготвена од страна на клиничкиот фармацевт? Кога во третманот на терапијата на пациентот или како што вие кажувате, велите за терапијата на пациентот стои и клиничкиот фармацевт, тоа значи дека пациентот добива дополнително ниво на контрола и оптимизација на терапијата. Клиничкиот фармацевт, односно болничкиот фармацевт, не функционираме ние сами по себе. Значи, ние сме вклучени како дел од мултидисциплинарниот тим во Аџибадем Систина. Ние сме во постојана комуникација и со лекарот, и со медицинската сестра. Значи, како експерти за лекови, ние мора да осигураме тие правила на 5 правила на едно раче. Дека правиот пациент го прима правиот лек во вистинската доза, во право време и на прав начин на администрација. Што прави уствари во суштина тој клинички фармацевт кога лекарот ќе ја пропише терапијата? Ние ја обработуваме терапијата. Пред да ја одобриме дека таа може да оди да се аплицира кај пациентот, ние правиме обработка на таа терапија. Што значи тоа? Тоа е особено важно за пациентите што се хоспитализирани во единицата за интензивно лекување. Зошто? Затоа што овие пациенти се потешки пациенти, имаат повеќе коморбидитети, имаат нарушување на функцијата на органските системи и она што е за нас интересно, да речем како фармацевт, има полифармација. Тие примаат повеќе лекови. И ти треба да знаеш да направиш една проценка дека тие лекови одат едни со други, дозата одговара на моменталната состојба на пациентот, а тоа го правиме на тој начин што правиме следливост на лабораториските параметри и доколку е потребно врз база на бубрежната функција и хепаталната функција, ја прилагодуваме дозата на тој пациент и пренесуваме информација, даваме информација на лекарот доколку постои некоја интеракција помеѓу 2 или 3 лека кои што одат во терапијата на пациентот, што е она што треба да го очекува од тие лекови. И на тој начин практично ја минимизираме појавата на несаканите ефекти кај пациентот, а ја оптимизираме ефикасноста на лековите. Така, тоа значи практично се подобрува степенот на квалитетот на терапијата, го лекувањето, самата терапија, така. Дали тоа значи дека некогаш лекот може да биде поопасен од самата болест? Да. Значи, лекот во одредени ситуации може да биде попасен од самата болест, меѓутоа многу е важно да го разбереме тоа правилно што значи за пациентите да разберат. Лекот, како што го носи терапевскиот ефект со себе, тој носи и потенцијални ризици. Значи, носи и потенцијални несакани ефекти. Вие кога ќе отворите едно упатство на било кој лек, ќе прочитате, има посебен дел во упатството, каде што се опишани сите несакани ефекти, што може да се појават при употреба на тој лек, кои што се класифицирани точно според честотата на нивната појава и ние секој пат ги земаме во предвид тие што најчесто или многу често се јавуваат, но не значи дека тие ќе се јават кај
сите пациенти и кај сите пациенти. Она што е важно, дека не е лекот сам по себе опасен, туку неправилната негова употреба. И клучот помеѓу лекот, односно ефектот и потенцијалниот ризик е правилното дозирање и начинот на администрација. Како ние тоа го менаџираме во анџибадемцистина? Кај нас лековите се ординираат точно по протокол. Клучна е индивидуализацијата во терапијата, индивидуализиран пристап во давањето на терапијата и го следиме пациентот од почетокот на земање на терапијата до крајот од терапијата. И како што претходно напоменав, правиме прилагодување на дозата врз база на реналната функција, што е многу важно. Тоа значи следиме цело време како леко да речам влијае на пациентот. Тоа значи ефикасен или безбеден лек? Што е поважно? Да, ова прашање е поврзано тесно со претходното, затоа што во клиничката пракса, во медицината и фармацијата, практично тие две работи не ги разгледуваме оделно. Тие не се спротивставени, ефикасноста и безбедноста. Така е. Секогаш при кога разгледуваме, кога одбираме што да се даде во терапијата на пациентот, овие две работи одат заедно. Затоа што секој лек треба да е доволно ефикасен за да го покаже својот терапевски ефект, но од друга страна треба да биде и доволно безбеден за тој пациент. Значи, секој пат во клиничката пракса ние правиме проценка на користа од ризикот при давањето на одреден лек. Така. Навистина, гордост е да се има ваков клинички фармацевт во рамки на една болница и сигурно секој пациент таму мирно доаѓа да ја прима својата терапија. Вие работите на секој пациент индивидуално, нели? Индивидуално. Кај нас терапијата во клиничката болница Анџибадемцистина, кога лекарот ќе ја пропише терапијата, ние имаме посебен софтверски систем. Терапијата излегува во делот фармација, во болничката аптека. Како што реков претходно, ја обработуваме терапијата, сите тие параметри што треба да ги направиме, ги сработуваме и правиме подготовка на терапијата по пациент. Значи, секој пациент во посебна кеса си ја добива терапијата со означено име, презиме и баркод дека таа терапија е за тој пациент. И практично не постои можност да се направи грешка дека некој лек ќе биде ќе биде даден на друг некој тој што треба, некој друг пациент. Значи баш индивидуално припремање на терапијата имам. Одлично, да. Во вашата биографија прочитав дека во рамки на претходните години сте биле дел од тимот за трансплантација на црн дроб и тоа е големо искуство во кариерата. Така е. Секој пат емотивно го доживувам самата помисла дека сум била член, дел од тимот на трансплантација на црн дроб кога работе во претходната здравствена установа. Навистина ми е гордост, чест и тоа е едно огромно искуство за клинички фармацевт од аспект на тоа дека се работи навистина за една комплексна и сложена процедура која што бара мултидисциплинарен пристап, а јас бев директно вклучена во посттрансплантацијскиот период на водење, на менаџирање на имуносупресивната терапија кај овие пациенти, секако во најтесна соработка со тимот анестезиолози кои што беа одговорни за овој пациент. Огромно искуство. Некако тоа ме ајде народски да кажам, ме изделка, ме исчеличи во мојата кариера, да речем, како клинички фармацевти, како хирурзите кажуваат дека трансплантацијата беше врвот во нивната достигнување во нивната професија и за мене како клинички фармацевт тоа навистина беше она што чест да го постигнам и да учествувам во таков проект. Верувам ќе имате уште многу предизвици, многу издигнувања во вашата кариера, бидејќи навистина тоа го заслужувате. Си ја сакате професијата и сега е период, месец мај, кога многу од младите ќе се одлучуваат за својата идна професија. Што вас ве мотивираше за да ја работите оваа професија и верувам дека ќе бидеме и мотив ние да некој ја одбере оваа професија во иднина како своја? Фармацијата е одлична наука. Значи, нуди многу можности.
И јас секој пат викам дека не е тоа едно клише, дека за да успееш треба навистина да се вложиш и дека успехот не се постигнува во работно време од 7,5 до 3,5, него секој пат треба дополнително нешто да правиш за да можеш да направиш навистина голем успех и треба да имаш некоја цел во животот. Да си поставиш цел дека навистина сакам од мојата професија да направам тоа и тоа. И тоа јас секој пат на помладите студенти кои што доаѓаат на пракса, тоа им го викам. Дека треба навистина да се вложат и да си ја сакаат професијата за да постигнат успех на тоа поле. Што ме мотивира? Сега во овој момент, кога работам во клиничката болница Аџибадем Систина, има ли поголем мотив кога стоиш рамо до рамо со JCI стандардот? Затоа што навистина тоа е еден предизвик кога мораш да ги следиш стандардите со една таква акредитација ти ги овозможува, ти ги мораш да ги пратиш и да ги следиш и сите новини што тие стандарди и акредитации ги прават. Така, ви благодарам, многу успех во работата и се гледаме повторно на некоја друга тема поврзана со јас на поканата. Колку убаво се изборувавте и објаснувавте. Благодарам исто јас и сигурна сум дека сето она што и гледачите има можност да слушнат од вас. Беше пријатно за уво пред се, но и јас велам дека вие без вас фармацевтите ништо не правиме. Јас никогаш многу повеќе се консултирам, верувајте, со вас, отколку со докторите, оние кои што си ги имам како пријатели во својата добро, близина. секој пат мора да постои еден мултидисциплинарен. Знаете точно кој лек да го дадете во моментот. Експерти за лекови. Ете така. Благодарам. Секој е добро, па да се видиме и повторно.